Производствената сезона која веќе е започната не може да чека формирање нова влада или избори за да профункционираат субвенциите кои на земјоделците им се неопходни за да ги реализираат сетбените активности. Времето на запирило одминува и ако не се добијат финансиски средства, поледелците нема да можат да ги извршат навреме и квалитетно агротехничките мерки, а секое доцнење може да предизвика сериозни последици врз реколтата. Више ние ќе почнеме сега со орање со такви работи, ама не сме у стабилност да можеме да почнеме, затоа што немаме нафта, немаме семенски материјал, немаме ѓубрива, немаме ништо. Субвенциите не се дадени и сакаме да преземеме некои само мерки да видиме што е како е, да ги исплатат субвенциите. Са оваа политичка криза не е добра за никој. Институтот го запусти целото наше поднебје, дека и сакаме Министерството за земјоделие најавува од Скопје најавува дека ќе донесат семенски материјал. Доколку донесат семенски материјал, тоа треба да го поздравиме и да се реши тај проблем со семето. Како нема да протестираме? Па ние од тоа живееме. Ако не дадат се што ќе нодам, ние можеме тоа да чуваме, ние можеме да ореме, ние можеме да хванеме на пример некоја пара нешто. Иако од Министерството за земјоделство велат дека пари за субвенции во износ од 100 милиони евра има, нивната исплата е блокирана поради законот за избори кој не го дозволува тоа се до формирањето на нова влада. За надминување на ваквата вакуум ситуација, ова министерство изготви измени во законот со кој се предвидува субвенциите да можат да се исплаќаат по конституирањето на собранието. Но дали тоа е најдоброто решение се уште не се знае, бидејќи неговото усвојување е одложено. Последен рок според земјоделците кој може да ја спаси овогодишната реколта е 20 март, што значи дека до наредниот понеделник мора да започне исплатата на субвенциите. Доколку тоа не се случи, земјоделците се закануваат со масовни штрајкови и блокади, бидејќи политичката криза и блокадите кои таа ги предизвикува првенствено удираат по нив и нивните семејства.